300 медицинари вработени во комплексот Мајка Тереза од 1 јули ќе паркираат на 5 минути подалеку од клиниките, во гаражата и паркинг местата на хотелот Лимак. Тие исто како и досега од джеп ќе си го плаќаат паркинг местото, а со тоа ќе има возможност на пациентите да имаат поголем пристап до болницата. Министерот за здравство Азир Алију е решен да го среди хаосот со паркинг местата. Комплексот клиники на Водно има 2500 вработени, а дневно таму се движат над 6000 луѓе и пациенти. Ова е само еден мал чекор напред и придонес кон решавање на проблемот, информира министерот. Долгорочното решение со паркингот се разбира поврзано и со локацијата на клиниките. Алију вели дека се разгледуваат сите опции, но во меѓувреме ќе се преземат и вакви чекори за решавање на проблемот. До тогаш ние ќе мора да имаме решенија кои што ќе го подобриме просторот и ќе најдеме простор повеќе за паркирање. Ова е првиот чекор. Вториот чекор е да се мапираат внатре. Во моментот имаме 700 мапирани места, а се паркираат 2000 до 3000 паркинг возила. Освен проблемот со паркирањето на возила по тротоарите и тревниците на клиниките, клиничкиот центар се уште нема дигитални табли со мапи за полесно ориентирање на пациентите и информации за слободни паркинг места. Уште наредната недела министерот ќе има средба со професори од Финки факултетот, се со цел да се вклучат студенти и магистри и да изработат апликација која ќе биде корисна за граѓаните при нивното доаѓање на клиника. Сега, например, немате мапа на клиничкиот центар која што ви кажува колку минути кај се наоѓа некоја канцеларија, некоја клиника што ви е потребна и така натаму. Исто така ќе имаме апликација која што може да се симне и може да ве насочи кон потребната точка која што ќе ви биде потребна. Со години наназад комплексот клиники на Водњанска го има овој проблем. Пациенти и роднини кои што имаат сместено блиски таму, чекаат со часови за да стигнат до паркинг место, или еден од нив останува во возилото, додека болните завршат работа. Претходникот на Алију, Арбен Таравари, зад себе остави пропаднат тендер на кој што се пријави само една компанија од Албанија за изградба на катни гаражи. Компанијата најави дека во новите гаражи двојно ќе биде зголемена цената за паркирање. По бурните реакции од јавноста, Таравари го поништи гласот. По неколку месеци си даде оставка и го остави хаосот на клинички центар.